Нови интерактивни табли, реновирани новоизградени училишта и спортски сали и нови учебници за учениците од основните и средните училишта. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски вели дека, иако не сме на задоволителното ниво во образованието, сепак со реформите подобрени се образовните услови за младите генерации. Зборам за она што се општи вештини кај децата кои што се развија со сите овие процеси во кои што македонскиот образовен систем се обидува да ги следи целокупните трендови кои што се карактеристика на европскиот и светскиот образовен систем. Од друга страна пристапивме кон многу конкретни реформи. За нас не представуваше проблем да констатираме дека на нас ни се неопходни комплетно нови наставни планови и програми и учебници, пред се по математика и по природни науки, бидејќи податоците говореа дека сме многу слаби на тие полиња. Во текот на изминативе 2 години набавени се 100 така наречени смарт табли, наменети за основните и средните училишта. Ристовски изјави дека целта е да се модернизираат условите за наставата и да се развијат информатичко-комуникацијски технолошки вештини на учениците. За оваа година е завршена набавката и распределбата на набавените интерактивни табли ќе се изврши врз основа на утврдените критериуми, како врз основа на број на ученици, недостиг од ваквата информатичко-комуникацијска технологија во соодветните училишта и истовремено ќе бидат распределени во 20 училишта овие интерактивни табли кои што ќе бидат од исклучителна поддршка и помош за самите ученици и наставници. Со инвестициите во образованието досега се изградени 74 нови училишта, а околу 400 темелно се реконструирани. Заменик министерот додаде дека изградени се 51 училишна спортска сала, а годинава 9 ќе бидат завршени и уште толку ќе почнат да се градат.